Штип ќе го решава сообраќајниот метеж во центарот на градот со изградба на уште една паркинг платформа. Потпис на договорот е ставен денес. Оваа платформа убеден сум дека ќе ги даде своите резултати и е инвестиција на општина Штип во 50% од оваа сума и останатите 50% се инвестиција на Бирото за рамномерен регионален развој преку Центарот за развој на Источен плански регион. Целата инвестиција е некаде околу 17 милиони и 800 илјади денари. Јас сум задоволен заради тоа што успешно е завршена јавната набавка. Верувам дека изведувачите Коле Транс инженеринг од Штип заедно со надзорниот орган овде и заедно со раководителите од Центарот за развој на Источен плански регион, нашите стручни служби од општината, ќе можеме брзо и ефикасно да го изреализираме овој проект. Ова е местото каде што во најскоро време треба да започне изградбата на новата паркинг платформа. Таа ќе биде трета по ред и на неа е предвидено да има нови 48 паркинг места. Освен што ќе служи за паркирање, ќе биде и пешачка зона. Новата платформа треба да биде завршена за 5 месеци. Според Бочварски, со овој капитален проект Штип решава значаен проблем за граѓаните. Потребата за еден ваков објект е од поодамна, заради тоа што Штип е центар на источниот регион, универзитетски град, каде што имаме поголем број на возила, студенти, граѓани кои што доаѓаат, вршат своји услуги овде и реално така треба и да го третираме. Штип мора да биде еден функционален град кој што ќе ги има сите пропратни обврски кон граѓаните, кон своите граѓани. Инаку ова е трет проект досега помеѓу Центарот за развој на регионот и општина Штип. Вие знаете каков капитален објект беше изградбата на градинката. Потоа сега се работи на изградба и на црквата Свети Власие на Исарот. Тој е проект кој што е добиен преку програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. И овој е трет проект кој што, како што напомена и градоначалникот, изнесува некаде околу 18 милиони денари, каде што морам да потенцирам, инвеститор не е центарот, инвеститор е општина Штип, центарот е имплементатор на проектните активности и се работи во комбинација со средствата преку програмата за развој на планските региони. Инаку постоечкиот мост на местото каде што ќе се гради платформата ќе биде дислоциран во коритото на река Отиње во Ново село.